Вонреден инспекцијски надзор ќе се проверува дали дадилката која тепаше детенце во Скопски аеродром имала соодветна лиценца. Инспектори од труд и социјала ќе влезат во агенцијата за дадилки преку која сега притворената жена била ангажирана за чување на 3 близначиња. Асоцијацијата на дадилки смета дека дури и лиценцата не е доволна гаранција за родителите да изберат кој да се грижи за нивните деца. Смета дека се потребни задолжителни обуки, но и темелни интервјуа со кандидатите. Министерството за труд и социјала ќе изврши вонреден инспекцијски надзор во агенцијата преку која била ангажирана дадилката која тепаше 2-годишно дете во Скопски аеродром. Вработените во одделот за детска заштита треба да проверат дали 59-годишната жена има соодветна лиценца за да чува деца. Инспекцијскиот надзор се прави со цел да се утврди дали агенцијата ја почитувала законската регулатива при ангажирање на дадилката, велат за сител од Министерството за труд и социјала. Од Македонската асоцијација на дадилки сметаат дека лиценцата не е доволна за да се процени личноста на која и се доверуваат децата. Според председателката на асоцијацијата, потребна е поголема контрола. Кандидатите прво да поминат соодветна обука, па потоа да се полага за дозвола за дадилка во домашни услови. Најголема контрола треба да биде во тоа кој воопшто може да полага за лиценца и дека дури понекогаш и самите медицински наводи на одредени кандидати не се доволен доказ. Бидејќи за во домашни услови кандидати со било какво образование средно може да полагат, сметаме дека треба да одиме во насока на она што се случува и во делот на образованието, да се има дуално образование во кој што негователки кои што немаат соодветно образование би го поминале процес на сертификација, односно стекнување на вештини и компетенции преку одредена обука и нормално во самата обука да има надзор од ментори, од медицински лица кои што може да дадат процена дали е таа личност соодветна да чува деца. Па постекнување со сертификат да полага за лиценца како дозвола за работа. Во асоцијацијата имале и случај кандидатка да не ја помине опуката, зашто менторите процениле дека не е соодветна за да чува деца. Меѓутоа истата личност има поднесено барање за лиценца каде што не е услов образованието, зборам за во домашни услови. И се прашуваме што ќе се случува утре доколку таа личност се стекне со лиценца. Според Аризанов, децата најдобро би се социјализирале во градинка, но до 2-годишна возраст подобро е да бидат чувани од соодветни лица во домашни услови, но родителите прво добро да испитаат на кого му ги доверуваат децата. Да направат детално интервју со дадилката, која што би го чувала нивното дете и проверка. Нека ги прашат минимум дали знаат број на брза помош, зашто се случува дека и тоа не го знаат. Да ги прашат што би правеле во одредена ситуација со нивно дете, какви едукативни активности според возраста знаат и доколку е можно нормално да ги проверат препораките од претходните работодавачи или претходни семејства. Последниот и случајот од пред 4 години на малтретирање деца од страна на дадилки беа откриени со помош на камери. Жената од аеродромот вчера е во 30-дневен притвор, а негователката од Ѓорче беше осудена на 14 месеци затвор. Александар Динев, Сител телевизија.